Мерки за предизборен подкуп на граѓаните. На 6 месеци пред соочување со народот, владата најавува помош за младите, пензионерите, земјоделците, социјално ранливите категории и компаниите. Ова следува откако со месеци е речиси нанозе цела Македонија и се протестира речиси секој ден. Помошта владата ја спакува во сет од 26 антикризни мерки, но повеќе од симптоматично е тоа што сето тоа го прави на само неколку месеци пред избори и во момент кога рейтингот е во вртоглав пат. За основците и средношколците од ранливи категории и семејства со ниски примања до 50.000, предвидено е во следните 6 месеци да добиваат по 1.200 денари, односно по 1.800 денари месечно. Пензионерите со пензија до 14.000 денари ќе добиваат по 3.000 денари месечно. Оние со примање до 16.000 денари 2.000 денари месечно, додека оние со пензија до 19.000 ќе добиваат помош од 1.500 денари. Најголем дел од мерките ќе важат од 1 декември, а некои од 1 јануари, а ќе траат во просек по 6 месеци, односно буквално до завршување на изборите. Мерките се правени за граѓаните, не се правени за изборите. И ние тоа го потврдивме и во текот на изминатата година. Економските политики кои што ги водиме за граѓаните, а не ги водени од избори како што во минатото можевме да гледаме. 15.000 студенти надвор од местото во кое студираат ќе добијат ваучер за превоз од 600 до 1.200 денари. По 1.000 денари ќе добиваат корисниците на надоместок заради попреченост, потоа самохрани родители на лица со попреченост до 26 години. За раст на земјоделското производство предвидена е авансна исплата на субвенции на 1,8 милиони евра. За компаниите се предвидени заеми во износ од 10 милиони евра, грантови преку Развојната банка во вредност од 39 милиони, како и дополнителни 100 милиони евра заеми преку Европската инвестициска банка. Европска инвестициска банка 100 милиони евра во јавноста неколку пати сме ги кажале. Од Француската агенција за развој исто така и во однос на така да неколку пати е комуницирано и тие се дизајнирани според досегашната соработка со нив, дали се за енергетска ефикасност, дали се за дигитализација, инвестиции, ликвидност, така да тие мерки за стопанството се веќе на неколку состаноци со нив комуницирани, денес се ставени во пакет. Инаку целиот пакет тежи 662 милиони евра, сума која е предвидена со предлог буџетот за следната година.